Председателката на Европската комисија фон дер Лајен утре доаѓа во Македонија откако вчера ја започна својата турнеа низ земјите од Западен Балкан. Скопје повторно ке слуша за европската иднина, но не се очекува конкретно придвижување поради блокадата од Софија. Според експертите не треба да очекуваме ништо спектакуларно, откако евроинтеграциите беа заглавени со прифаќањето на францускиот предлог. Не можам да очекувам нешто посебно ново, значи ќе се повторат истите тези дека сега е моментот за проширување, дека навистина сакаат Западниот Балкан да биде дел од Европската унија и дека на крајот на краиштата мораме да ги направиме уставните измени. Може би ќе се зборува малку повеќе за планот за раст и како реформската агенда се спроведува кај нас. Меѓутоа ќе биде повторување од претходните разговори. Се очекува фон дер Лајен да се изјасни за предлогот на неколку земји членки за промена на начинот на одлучување во Европската унија, односно за воведување квалификувано мнозинство при одлуки поврзани со проширувањето. Со ова би се избегнало вето од поединечни земји по билатерални основи, што конкретно за Македонија би значило дека Бугарија повеќе нема да може сама да го блокира процесот поради историски прашања. Можно е да се зборува на таа тема, иако до сега фон дер Лајен се нема изјаснето директно на темата, тоа е сепак иницијатива на некои конкретни земји членки на Европската унија. Меѓутоа секако дека ќе се начне темата, мислам дека и од наша страна таа ќе биде направена. Тоа за такви промени е екстремно тешко да се зборува. Тоа е сега на интересна иницијатива, меѓутоа мислам дека ќе биде, доколку се случи, дека ќе биде еден подолг процес. За време на краткиот престој фон дер Лајен ќе се сретне со председателката Гордана Силјановска-Давкова, премиерот Христијан Мицкоски и со председателот на Собранието Африм Гаши. Низината посета представува потсетување дека европската перспектива за Македонија останува на агендата, но и дека патот до полноправно членство не зависи само од конкретните реформи и политичките решенија, туку и уцените од источниот сосед. Очекувањата се умерени, а вниманието е насочено кон тоа дали ќе следи реална испорака зад пораките за декларативна поддршка.